Почитувани пријатели, би сакал да споделам една прекрасна вест со сите вас. Во деновите кои што следат има добри пријатни вести за македонските граѓани. Дополнително позитивно ќе се изненадите. Ајдете тоа да зборуваме. Ајде за убави работи да зборуваме. Ајде да се веселиме. Ајде за убави работи да зборуваме. Ветивме и остваруваме. Добро вечер, гледате Среќни вести на Инфомакс. И после ќе речете дека не се враќале луѓе во Македонија. Си дојде Артан Груби, пешки, насмеан, среќен. Јас завршил работата што рече дека има во странство и стварно се врати. А ви одма, бегал. Еве го човекот, тука е. И одма го пуштија дома да си ја види фамилијата. И види коинциденција. Со Мијалков на ист датум се врати. Добро, едниот го немаше 2 дена, другиот година и 2 месеци. Ама пак, има нешто во 23 февруари што ги враќа луѓето назад. Партиите пак истрчаа да се карат, дали се вратил договорено и дали ќе кажел некои интересни имиња. А ниту ќе каже нешто што веќе не се знае. Ниту е прашањето дали си дошол договорено. Насмевката кажува се. И обвинителската одлука да оди во куќен наместо во затворски притвор. Добро. Обвинителската, или како што велат од таму проценките на АНБ и МВР, дека немало да биде безбеден во притвор. Еве и министерот Филков ги скара судиите и обвинителите. Ама не му текна на МВР и АНБ, нели? Но денес сме сведоци на скандал кој не сме и не треба да се премолчи. Лице осумничено за проневера од над 8 милиони евра. Лице кое 14 месеци било во бегство. Лице за кое бил утврден ризик од бегство. Ризик што се остварил. И за помалку од еден ден, таа мерка се заменува со куќен притвор. Ова не е само процесна одлука, ова е тест за целиот систем. Одговорноста за ваквата одлука мора да биде лоцирана со име и презиме. Јавно ги повикувам сите актери во постапката да дадат објаснување. Јавниот обвинител Даниел Коцев да објасни врз основа на кои конкретни факти и правни аргументи е дадено позитивно мислење за замена на притворот. Раководителот на обвинителството Анел Фидовски дали стои за оваа одлука и дали смета дека ова е порака за еднаква примена на законот. Судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје, Марин Станевски, кои околности го надминале ризикот од бегство кај лице кое веќе 14 месеци било недостапно. Кога станува збор за истрага за проневера од над 8 милиони евра, кога постоел ризик од бегство, што и се случи, секоја одлука за олеснување на мерката мора да биде кристално јасно и правно неоспорлива. Во спротивно, се отвара сериозен сомнеж за селективност. Стварно ни се случуваат убави работи. И да знаеше полицајцот што го пушти Груби да избега дека ќе се врати вака, сигурно немаше да ризикува 5 години условна казна и бркање од работа. Ке се размислеше 2 пати. И видете кого плаќаме во собранието. Ајде да се видиме зошто беше обвинет Артан Груби. Тој на седница на 8 март 2022 година незаконски изгласал одредени одлуки во делот на формирање на нови предпријатија, набавка на видеолотариски апарати и така натаму. И сега, за да видиме кој лаже, а кој не лаже, јас би ја замолил колешката да каже јавно на емисија дали била присутна на таа седница на влада, затоа што била член на влада во тој период, и како таа истата гласала по однос на овој предлог на Артан Груби. Вака, за да ќе дојдеме и до одговорот на оваа прашање. Меѓутоа, не можете со лаги, со манипулации, да извртувате фактите за онаа што јас сум го рекла. Да, и уште еднаш ќе повторам. Во судскиот совет ја ставивте жената на ваш поранешен градоначалник. Во советот на јавни обвинителство, собранието го избра другарчето на Изет Меджити. Собранието го избра советникот на премиерот за судија во Уставен суд и многу други, колега, и многу други. Зборувам јас за
сите оние суди, обвинители кои што Не, па за суди и за обвинители кои зборувам, што да. поминуваат, зборувам и за суди и за обвинители, и за тоа колку вие ја имате контролата врз судството. Си се скараа на телевизија како да се на пазар и се фатија за притворот на Артан Груби, како дел од нивните сопартици да се најчистите луѓе на светот. И стварно, дали тоа подпредседателката на СДСМ срамежливо се обиде да застане во одбрана на Артан Груби. Изборувате за работи пред 2 години. Дали сум била на таа седница или не сум била на таа седница, тоа е било пред многу време. И апсолутно секога сум присуствувала на седница кога не сум била на пет. Дали сум била или не, навистина не можам да се сетам, и дали сум гласала или не сум гласала, не знам, затоа што тоа е било многу порано. А нема да навлегувам во кривичната затоа што одлуки на влада се колективни одлуки. Само толку ќе ви кажам, колективни одлуки. Во тој случај треба кривичната пријава да е за сите министри или заменици министри кои што ја гласале оваа одлука. Тогаш ќе биде во ред. Вака за премиерот и за вице-премиерот, а за другите да немаме кривична ако гласале, затоа што одлуките на владата е колективно тело. Не носи одлука само премиерот или вице-премиерот. Добро е што евака и на јавна сцена видовме дека СДСМ го брани Артан Груби, ја спорува кривичната Кај видовме пријава дека го брани и Артан Груби, чекај, ама нема да дозволам да лажеш. Абе не се нервирам. Вие кога немате, кога сте фатени во лага, зборувате без нервоза, Добро, нема ајде да го нервоза, оставиме колега. Во принцип, да, владата е колективно тело и треба да има колективна одговорност, а не само на тој што ја водел седницата во моментот, освен ако не ги вовел останатите во заблуда. Значи, или некој треба тука плюс да одговара, или Груби бил толку вешт да ги излаже сите. Или нешто стварно не штима. Трета недела си играме со дрогата. Фативме уште еден камион кој бил спремен за шверц, а запленет беше уште еден тон марихуана од Валандовско. Со ова, во Македонија снемува марихуана, буквално. Еве што вели министерот за здравство во врска со канабисот. Значи, дефинитивно ние веќе детектиравме пропусти во законот и после завршувањето ќе чекаме до крај да се завршат сите процедури административни за 43 компании кои што се веќе во тек, 14 се поминати во продолжение, комисијата продолжува. Ние дефинитивно ќе имаме ново законско решение која што дефинитивно ќе има рамка која што нуди или нема да може да се злоупотреби или реченици кои што не се докрај доречени за да може да се злоупотребат. Па добро, владата имаше 2 години да го види законот и да го среди. Ама никогаш не е доцна, нели? Мислите на Гордана Силјановска-Давкова за авиончето заминаа заедно со незината функција пратеник од опозицијата. Ајде да видиме што велеше таа во кампањата. И се прашува, каде се нашите проблеми? На земјата или на небото? Се разбира, на земјата. Но се чини дека власта не мисли така. Не е доволен Мерцедесот, па сега размислува и за нов авион. Ние пак сите слушаме дека богатите и скромни европски политичари предпочитаат економска класа за да заштедат пари. Крајно време е нашата власт да се приземли, зашто мора да ги решава проблемите. Проблемите не се на небото, туку се на земјата. Шуму им е нов авион. Логично. Ама кај нас проблемите се креваат во воздух кога опозиционерите ќе дојдат до власт. Што се смени откако истата личност стана председателка на Македонија? Еве, што вели сега. Ајде да ве насмеам. Владиното авионче, моите колеги председатели во регионот го нарекуваат авиончето на браќата Рајт, бидејќи е најмало и најстаро. Јас можам да кажам за мене. Употребата на владиното авионче понекогаш овозможува функционално извршување на државната работа, ама и поевтина од што користењето на
комерцијалниот лет. Сега, не е многу пријатно и самата кажувам дека секогаш имам дилема кога немам друг избор, бидејќи знам дека е старо 25 години, а и купено на старо. Моите колеги, председатели, велат дека, кога ве гледам вас новинарите, дека е многу порационално и дека е многу поевтино да се има поголемо авионче од нашето најмало авионче, бидејќи тогаш со еден лет ќе може повеќемина да одат, да се вратат кога сакаат, а ни замераат. Еве јас, например, знам дека е тоа мој голем хендикеп, што со нас нема новинари. Како тоа магично се менуваат ставовите за едно многу кусо време. Како да нема видеа кои остануваат да сведочат. Или како да нема кој да ги извади тие видеа во јавност. Браво, председателке. Оставете таа Гордана од минатото што не знае што зборува. Прво да се решат проблемите од воздухот, па ако имаме време ќе ги решиме оние на земјата. Синдикалната кошничка скокна на 67.382 денари, ама тоа не е причина нашите пратеници да прифатат 600 евра минимална плата. Изгледа две плати од 400 евра магично стануваат над 1000 евра, кога ќе стигнат на сметките. Еве што направија нашите пратеници по ова прашање. Предлог закона за изменување и дополнување на законот за минимални плати не е прифатлив и не може да се даде на натамошни читање, односно второ читање. По 2, овој заклучок заедно со извештаите на Комисијата за економски прашања, труд и социјална политика и Комисијата законодавна управната комисија, исто така и стенографските белешки од седницата на собранието да се испратат кај предлагачот на законот. Заклучокот, предложениот заклучок го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 82 пратеника, од кои 63 гласа за, 19 пратеника гласа против и нема воздржани. Добро, немаше апсолутно никаква потреба опозицијата да трча пред ССМ, кој пак најавува нови протести и можен генерален штрајк, ако магично за неколку дена владата не се премисли и го прифати нивното барање за минималец. Ваквиот обид на опозицијата по секоја цена да се налепи кон синдикатот, кој води своја автентична и крупна борба, изгледа ги прави да изгледаат малку очајно. Нели? Не си македонче ако не наместиш нешто, ФФМ ги објави дописите од УЕФА, од каде пак се загрижени дека се местат утакмици. Се работи за 4, од кои во 2 е вмешан прволигашот, ФК Башкими. Па ајде, да видиме дали некој ќе испадне во најниска лига. Или ќе откриеме дека злонамерната УЕФА се нафрлила на Башкими, да го тргне од оваа страшна прва лига. Тоа беше се за ова издание на Срекни вести. До следната недела, да зборуваме за убави работи.